бевме известени дека иако Министерството знае и е спремно да постапи и сака да го реши проблемот, всушност решението нема да биде многу брзо, туку најрано што може да се надеваме на решение во 2019 година, затоа што има други реформи кои што треба да се направат. Ако почнеме да го анализираме Законот за семејство, децата и лицата со посебни потреби воопшто не се дефинирани како категорија во Законот за семејството. Закон за семејство, напишан на повеќе од 60 страници. Никаде не се споменуваат правата на децата со посебни потреби, ниту пак ги дефинира врските и одговорностите на нивните родители. Затоа нема да го анализираме овој закон, бидејќи од наша перспектива сметаме дека е потребен комплетно нов закон во кој соодветно ќе бидат дефинирани правата и на децата и на родителите. На децата секогаш му се потребни мама и тато, или тато и мама. На децата секогаш им се потребни два родители и тие кога родителите се разведуваат, ако мама и тато се покрај нив цело време и водат грижа подеднакво, тие нема да почувствуваат дека мама и тато веќе не живеат заедно, туку мама и тато се целосно во функција она што биле и пред разводот.